Почитувани гледачи, верувам дека сите вие што ја следите емисијава редовно ја следите поради хуморот, сатирата кои што се заштитен знак нели на оваа емисија и обично секогаш емисиите се такви. Се трудиме нели колку што е можно да бидат посмешни, поинтересни, позабавни, но досега една само претходно имало сериозен дел, тоа беше после полицискиот упад во А1 од 25 ноември. И ќе ми дозволите и сега да го направам истото, да имам еден посериозен крај на денешната емисија. Од 25 ноември, кога власта за прв пат ја чепна А1, дојде кај нас изврши полициски упад, деновите навака, посебно после случувањата од четвртокот, блокирањето на сметката, излегувањето тука на улица и нели од кога не се знаеше што понатаму со А1, многу мои блиски, роднини, пријатели, познаници ми даваат поддршка, нели нормално и веројатно како еден вид на утеха ми велат абе офе што се секираш за тебе, нема проблем и да се затвори А1, ќе се најде друга работа, сигурно ќе те бараат многу телевизии. И да, во право се, ниту за мене, ниту за моите колеги од А1 телевизија нема да има никаков проблем, зошто впрочем би имало некаков проблем за лицата кои вие секојдневно ги гледате, им верувате, ги сакате и така натака, зашто би имало проблем за новинарите кои ги прават најгледаните вести на најгледаниот медиум, зашто би имало проблем за луѓето од техничкиот дел кои учествуваат во емитувањето и во креирањето на програмата на најгледаната телевизија. Зошто би имало проблем да најдат работа луѓето кои го сочинуваат тимот на најгледаниот медиум во оваа држава. Ние нема да имаме таков проблем, баш напротив, стигнуваат понуди од многу места и со многу повеќе пари и слично. Ние нема да имаме проблем, но доколку се оствари намерата и желбата на власта да ја затвори А1, тогаш вие, почитувани гледачи, тогаш вие ќе имате проблеми, сите ние кои живееме на ова малечко парче земја. Во четвртокот, кога излегувавме овде на улица во студиото, остана мојот далеко поискусен колега Чомовски и го направи тој потек со згаснувањето на рефлекторите, символично. Пред да ги згасне рефлекторите, се подсети, односно се наврати 40 години наназад и зборуваше за затворањето на еден младенски неделник, од кој што бил и дел и самиот, нели. На него работеле студенти, интелектуалци, кои размислувале поинаку и тоа го пишувале против тогашниот режим. Биле замолкнати, некако што рече и самиот ригиден комунистичко-полициски начин. Сега, почитувани гледачи, еден друг режим, кој се декларира како демократски во 21. век, сака да затвори друг медиум. Сака да го затвори најгледаниот и највлијателен медиум во земјата. Сака да ја затвори телевизијата, која секогаш ги поставува стандардите, која била водилка на демократските процеси во оваа земја, која била тука и одиграла клучна улога во многу битни моменти од развојот на оваа држава. Сака да ја затвори, да ја замолчи, бидејќи не и се допаѓа тоа што го зборуваме. Зад себе има еден одличен изговор, борба против криминалот, а зад себе исто така има и еден куп медиумски послушници кои што и помагаат во оваа намера. Тој што не може да го види ова и кој се уште мисли дека владата се бори против криминалот, а не против медиумите на улица Перо Наков, наистина не знам што да му кажам. Само би сакал да го посетам дека премиерот Груевски е тој што најдобро ги користи медиумите за пропаганда, дека токму премиерот Груевски е човекот кој е најзависен досега од анкети, рейтинзи и јавното мислење. А бидејќи е зависен од рейтинзи, освен што го гледа својот рейтинг, го гледа и рейтингот таму каде што се мери гледаноста на медиумите, односно телевизиите. А гледаноста, односно рейтинзите, јасно и гласно извикуваат А1. Ги имаме најгледаните вести, најгледаната информативна програма и најгледаната програма воопшто. На листата секогаш имаме најгледана содржина, моментално се Лисија, претходно беше Шекерезад. Во секој случај луѓето кои живеат овде најмногу ја гледаат токму оваа телевизија. А токму оваа телевизија е критички настроена кон оваа власт. Зарем оваа власт која е зависна од јавното мислење ќе дозволи да биде така? Да ве посетам, се обидува со бойкотирање и неприфаќање учество во нашите дебатни емисии. Останавме најгледани. Се обидува со етикетирање. Останавме најгледани.
се обидува и со јавно порачување на партиски митинзи да не се гледа А1. Ние понатако останавме на гледање. Веројатно ова им остана како единствениот начин да ни ја намалат гледаноста, а тоа би било со комплетно уништување и затворање на оваа телевизија. Но, почитувани гледачи, еве, замислете за момент дека власта успеала во својата намера и дека ја затворила А1, дека А1 не постои. Што потоа? Еве, ќе морам да се навратам кај ретнинзите и ќе се обидам да ви објаснам. Веќе кажав дека најгледани се нашите вести, а според рейтинзите на HB Нилсен, втори по гледаност се вестите на Сидел телевизија, трети се Канал 5. Заостануваат, но сепак имаат гледаност и вестите на МТВ, тие што сакаат да се декларираат како јавен сервис на сите граѓани. Ако замислиме дека А1 не постои, дека ситуацијата со гледаноста останала иста, излегува дека Сител би ги имал најгледаните вести, многу добро знаете која е вистината што Сител ја презентира. Ако ништо друго, нивниот собственик е во владеачката коалиција, исто како и собственикот на Канал 5. МТВ никогаш досега не излегла како што стојат работите, нема ни да излезе од капата на власта, која и да е. Сепак, гледајте од посветлата страна. Ако се затвори А1, тогаш нема да имаме никаков проблем во оваа држава. Се ќе ни биде розево и ќе си ги гледаме премиерот и министрите како сечат ленти и фрлаат лопати. Пред да завршам, би сакал да ви се заблагодарам на огромната поддршка, на вашите потписи, на вашите телефонски јавувања, на интернет поддршката, но и сакам да ви раскажам нешто кратко. Во четвртокот, кога за прв пат излеговме овде на улица и ги правевме вестите од овде, од пред владата, дојдоа доста луѓе, предежно предпоставувам од околните згради тука, да ни дадат поддршка. Највпечатлива тогаш ми беше една господја која ни солзи во очите ги гледаше вестите, не поддржуваше и меѓу другото прашуваше: "Младино, каде си? Младино, каде си?" Искрено да ви кажам, не знаев што да ја одговорам. Да бевме во нека друга држава, можеби ќе кажев дека младината веќе доаѓа навака. Во нека држава каде што младината секогаш е била предводник на демократските процеси и случувања. Ама овде младината молчи и очигледно не ја интересираат ваквите работи. Овде во оваа држава единствените младини кои функционираат се оние на партиите, на ВМРО и на СДСМ. Затоа би сакал да ви се обратам и на вас, на младината, на моите колеги студенти. Реагирајте, направете нешто, излезете на улица. Не очекувајте некој да ве повика или организира. Организирајте се сами, преку Facebook, например. Направете нешто кој ќе можете да им го раскажувате на вашите деца и внуци. И за крај би сакал да ви пуштам еден краток исечок од српскиот филм Црни бомбардер. Филмот раскажува за еден млад дечко кој што има пиратска радиостаница од која што пушта музика и слободно говори против режимот. Значи се работи за српски филм, а сцената која што ќе ја видите е во полициска станица при разговор со инспектор. Види, дечко, млад си. Време ти да се повучеш. После ќе бити касно. Поедете мрак, бре. Мрак. Кој мрак? Ова е демократска земја. Нема валјда мрака. Демократски мрак. Да не дозволиме да не изеде мракот. Реагирајте.